Добар ден. Ова е новото продолжение од Фактор здравје и посебноста на денешната емисија е фактот што Фактор здравје денеска ќе имате можност да го следите по 900 пат. Ова е 900-та јубилејна емисија на Фактор здравје и верувам и се надевам дека сите оние претходни емисии вродија со плод и нашето мото мислете на себе ќе продолжи во иднина да ви дава нови теми, сугестии во однос пред се на превенција и рано откривање на многу состојби или болести. Денеска повторно ќе се осврнеме на една состојба која што е карактеристична, посебно за младата популација, односно адолесцентите, ќе зборуваме за промените во адолесценцијата. На оваа тема не поттикна една презентација која што неодамна се одржа во едно средно училиште во Скопје, но за неа и за деталите од денешната емисија и пред се представувањето на гостинката, ќе имате можност да дознаете по оваа прва најава. Споменав, уште еднаш ќе ја повторам, денес зборуваме за промените во адолесценција, период од животот на секој млад човек и секој човек воопшто, кој што е физиолошки нормален и секој треба да помине низ овој период, но денеска нема да зборуваме за физичките промени, туку посебен акцент ќе ставиме на психолошките промени. За таа цел денеска во студиото на Фактор здравје имаме соодветна гостинка и на почетокот ви ја представувам. Тоа е магистер Тина Васков, која што е клинички невропсихолог, која што доаѓа од Центарот за невропсихологија, психотерапија и психологија когниција во Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Добро ве најдов и честитки за јубилејот од 900-та емисија, на вистина сериозна бројка. Јас би ми пријало тоа. Да, имате чест да бидете во оваа јубилејна емисија гостинка. Ви благодарам што сте со нас и уште повеќе што денешната тема не поттикне или поводот зашто ќе зборуваме е неодамнешната промоција и презентација, би рекол, на оваа тема која што имавте во едно средно училиште. Во основно училиште. Да, или основно, се извинувам, да, може вие да ни откриете каде тоа се случи и зошто. Така, особено ми е драго што го прифативте ова како тема за денешната емисија, бидејќи јас бев изненадена со своето присуство во едно основно училиште на барање на класен раководител. Идејата беше на вистина не само на место, туку добре дојдена и тоа можев да го забележам од реакциите на учениците и ме поттикна да го предложам, истата тема да ја предложам и за оваа средба. Со што се апсолутно, со што се соочив? Сметајки, пред се јас сметав дека тема пубертет, адолесценција е нешто што е општо познато за сите. Меѓутоа се соочив со многу прашања, многу логични прашања од децата и со еден заклучок на крај дека е далеку од позната тема, навидум позната. Може би се познати оние пред се секундарни полови карактеристики што се јавуваат, но голема непознаница се психолошките промени всушност, што се карактеристика на овој период. Изборуваме за тоа во продолжение. Ви благодарам што сте со нас во Фактор здравје, а вашето присуство пред малите екрани се надевам исто така дека ќе биде докрај со емисијата за да ви овозможиме нов поглед, како што рече гостинката на денешната тема и многу стручни коментари во однос на тоа какви се промените и она што е карактеристично за периодот наречен адолесценција. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има магла. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница. Но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Јас сум најдобар доказ за тоа дека Г 132 плюс Натурал е чудо на природата. Сакам да го споделам ово искуство со вас се со една цел. Да им помогне на луѓето во изборот на производот кој ќе им го промени животот на поарно. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Ногрипин сируп против грипи настинка за возрастни и деца над 2 години. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт.
Една таблета со 4 ефекти. Ногрипин Форте. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. G-Kids. A, B, C, D, G. Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. G-Kids продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите G-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. G-Kids. Промени во адолесценција е денешната тема со која што уште еднаш ве поздравувам во името на екипата на Фактор Здравје, а уште еднаш еве го и представувањето на гостинката со која што ќе ви ја доближиме денешната тема. Тоа е магистер Тина Васков, која што е клинички невропсихолог од Центарот за невропсихологија, психотерапија и психијатрија и психологија се извинувам, Когниција од Скопје, центар кој што се наоѓа спроти гимназијата Георги Димитров во Скопје. На почетокот спомнавме дека онаа презентација што ја направивте во едно основно училиште побуди интерес, еве и од наша страна да ја продлабочиме темата, но пред да зборуваме за промените, да го дефинираме поимот или оној период од животот, низ, како што реков, секој човек, а и вие ќе потврдите, мора да помине, а тоа е адолесценцијата. Така, баш така. Сите мораме да поминеме и ние што стоиме тука сега сме го иако поминали. Иако за нас е минато завршено време. Некој го поминал, а некој како мене го живее тој период дома, така што вака или онака се соочуваме. Да, мислам дека е корисно да разграничиме прво, бидејќи адолесценција како термин е поширок од терминот пубертет. Кога ќе се спомене адолесценција, се мисли на три фази: рана, средна и поодмината фаза, односно доцна адолесценција. Рана адолесценција е некаде од 10 до 14 години, од 15 до 19 е средна и од 19 до 24 е касна адолесценција. Кога ќе кажеме пубертет, се мисли на период некаде од 10 до 15-16 години. Со тоа што секако овие граници се многу индивидуални и би сакала аудиториумот да го свати ова многу флексибилно. Значи, секогаш имаме од до, ова се некои груби рамки. Значи, отстапки има. Апсолутно, да. И уште би сакала тука да го разграничам, односно, еве да го спомнам терминот тинејџери, бидејќи многу често се користи. Тоа исто така опфаќа истиот период или сличен период, практично доаѓа од англосаксонскиве зборови, бидејќи тие од 13 години до 19 години на крај ја има додавката тин. И, значи, 13-14, и кога ќе се каже тинејџери, се мисли на таа возраст од 13 до 19 години. Практично се преклопуваат тука некаде, слични се, ама не се исти, но имаат многу заеднички елементи. Рековте дека адолесценцијата е тој најширок период, би рекол, што ги преклопува и тинејџерите и пубертетлици или пубертетот, што е она што е карактеристично, бидејќи рековме, не зборуваме за физичките промени кои што се карактеристични во адолесценцијата, зборуваме за оние другите од психолошки аспект. Така. Па кои се тие, кои се најчести? Или чисто една паралела со физичките може да направите? Па можеме да ги споменеме, еве, она што е, зашто верувам во секое семејство многу повеќе се зборува, тоа се физичките промени што се случуваат во период на пубертет. Пред се мисли, не знам, на појавувањето на акни на лицето, промени во физичкиот изглед на телото, добивање на облини, кај момчињата мускулна маса, сето тоа е условено од хормоналните промени. Кај девојчињата исто така условено од хормонални промени, имаме појава на менструален циклус,
доаѓа до појава на мутација на глас, потоа влакнет по телото, особено по одредени зони се појавува зголемена длакавост. Така да има карактеристични физички промени што се јавуваат и за нив се зборува многу повеќе и моето искуство вели дека име е попознато меѓу општата популација. Но исто така од сопственото искуство би кажала дека она што е голема, односно многу поголема непознаница, тоа се психолошките промени што се случуваат. И затоа сакав всушност на тоа да ставиме акцент. Конкретно кои се тие промени? Различни, спектар на промени има. Јас сега ќе се обидам тематски да ги поделам за полесно да ги дискутираме понатаму. Прво да кажам, период на пубертет, адолесценција, колку што е стрес за самиот адолесцент, исто толку е стрес и за семејството кое што го живее тој период. Бидејќи што представува тој период кога се случува физичка и психолошка зрелост. Адолесцентот не е подготвен за сите тие промени што ќе му се случуваат, и токму затоа се јавува една голема количина на несигурност во нивното однесување. И тука, всушност, тука некаде почнуваат да се генерираат и останатите случувања. Пред се на што се мисли? Адолесцентот станува многу често бунтовен. Тој бунт го рефлектира на различен начин. Некогаш оди е придружено и со некакви вербални манифестации, некогаш имаме бунт кој што се манифестира само кон домашните, некогаш тој бунт се пренесува и во училиштето. Кон авторитетите, значи? Да, кон авторитети, со тоа што нели во почеток обично е и помалку е цензуриран кон домашните, во училиште сепак тој бунт следи во некоја следна фаза и помалку или повеќе се цензурира. За разлика од тоа, врсниците, се повеќе се ориентира кон врсниците, има потреба да припаѓа на група, да биде прифатен, да биде признаен. Групата е таа всушност со која се споредува, тука помага на некој начин, односно учествува во формирање на морал, на систем на вредности, на правила на однесување. Потоа во секоја група има некоја звезда, па постои тенденција да се, за да биде прифатен, да биде налик, односно се имитираат постапките на другите, да бидат како другите, за да бидат прифатени од нив. Друг начин на манифестирање на бунт, односно на некој начин можеби и бегство, може да се свати и на тој начин, е користење на зголемено користење на алкохол, што би рекла дека е како појава многу често кај младата популација, не од сега, од така приличен период наназад. И би рекол не само кај нас во Македонија? Да, тоа е појава во светот генерално. Придружено е со зголемена и зачестена исто така употреба на цигари, при што е типично дека не се сваќа сериозноста што значи конзумирање на алкохол, што значи конзумирање на цигари. А да не кажам дека се повеќе и без никакво постоење на сознание за опасноста и за штетноста се прибегнува и кон останати психоактивни супстанци, со тоа што за одредени психоактивни супстанци постои така широко прифатено мнение меѓу младите дека тоа не е небезбедно, дека тоа не е ништо страшно, па што, па пушам, па ништо, или дувам, тоа така е ништо. И тука всушност лежи ризикот. Имаме од една страна едно зголемено количество на енергија, а од друга страна мало искуство за да се увидат последиците. И тука е улогата на нас родителите, пред се ќе зборувам и од улога на родител, значи стручна помош се бара малку подоцна. Во прв план и во почеток родителите имаат клучна улога и секако во училиштата, класните раководители, училишните психолози, педагози се лицата кои што може многу да допринесат за да се што поедноставно надмине овој период. А дека сите го минуваат, само манифестацијата е таа што е
поразлично. Индивидуална. Велите дека на почеток или во рана фаза треба да се препознаат овие промени во однесувањето, да се побара стручна помош. Дали првенствено тоа во училиштето треба да се направи, родителите или кај вас еве, клиничките невропсихолози? Јас би се ставила ние малку понатаму во процесот, значи апсолутно стоиме на располагање и јас и Центарот Когниција стоиме на располагање во секој случај. Меѓутоа, што сакам еден апел до родителите, тука и себе се вклучувам, значи не се абстрахирам, нашата одговорност која е? Да бидеме умешни и спретни, да ги балансираме всушност онаа потреба што ја имаме за контрола со потребата на адолесцентот да биде независен. И тука доаѓа до израз спретноста на родителот. Тука доаѓаат всушност судирите што ги имаат со авторитетите, односно со родителот, а потоа и со училиштето. Таа потреба да се бунтуваат не е ништо необично, не е ништо ново и не е од сега. Сме го имали и ние самите, и ние сме го живеели истото, со тоа што различни животни периоди подразбираат и различни манифестации, односно, кога велам животни периоди и социокултуролошки фактори се тука, нели, времето кога јас сум била во пубертет и адолесценција се разликува од времето кога вие сте биле или времето кога сега нашите деца се во таа фаза. Така што сето тоа има свое влијание, но повторно ќе кажам, родителот има клучната улога, тој е тој кој што треба да балансира меѓу контролата што ја има врз своето дете и меѓу неговата потреба за самостојност. Бидејќи да повелете? Практично тоа е суштината на адолесценцијата, нели, да го изградат својот идентитет. Еден пинг-понг би рекол меч или мораме да им топка. дозволиме да го градат својот идентитет, а за да го изградат потребни им се искуства, но од друга страна пак исто така мораме и да ги заштитиме од сите опасности, бидејќи не е тоа баш така наивен период. Тој е период кога навистина може да се случат постапки со поизразени или помалку изразени последици. Рековте една реченица потрага по идентитет. Идентитетот е тоа по кој што се трага или зошто можеби младите адолесценти се бунтуваат и се во потрага. Ќе зборуваме многу повеќе и во продолжение на Фактор здравје, а овде сакам да ве поканам и вас да учествувате, да ни се придружите во денешната јубилејна 900-та емисија на Фактор здравје. Зборуваме со магистер Тина Васков, клинички невропсихолог, на тема промени кај адолесцентите, а господја Васков доаѓа од Центарот Когниција, кој што секојдневно ви е достапен на 076-350-820, а нашите телефонски броеви ги имате на малите екрани. Повелете, јавувајте се. По вториот блок реклами ги очекуваме и вашите јавувања во живо. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето G-Kids. Добро е G-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. G-Kids значи силен имунитет, G-Kids е здраво детство. G-Kids А, Б, С, Д, Г Го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро вратило, посилно откри, имунитетот ке е силен као само речет. G-Kids продуктот, здрави резултатот. Ќе ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите G-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. G-Kids. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Лесно за пиење. Со многу убав вкус. За деца, 1 лажичка дневно. За возрастни, 2 лажички дневно. Кају, рибино масло. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данеилов. Комплетна еходиагностика срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело.
Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Пред да продолжиме со денешната тема, она што сакам да го нагласам и да ви посочам е ГЕКИЦ, новиот член на фамилијата Г, кој што представува имун систем од здравото детство, односно од почеток од детството за здраво детство и силен имунитет, кој што почнува да се гради од најмали нозе, имунитет кој што објаснува и обезбедува здрав и силен живот без ризици понатаму од некои состојби и болести кои што би можеле да се појават. ГЕКИЦ значи силен имун систем, здраво детство и здраво поколение во целина. Она што денеска го зборуваме во контекст на здравието и младите, особено се однесува на промените кај адолесцентите, а оваа тема сте добродојдени и вие да ја збогатите преку вашите јавувања на 6091-924 и 6091-925. Кратко подсетување, ваша и само ваша гостинка е магистер Тина Васков, која што е клинички невропсихолог. Ги споменавте психолошките промени кај адолесцентите, еден особено интересен аспект од тие промени би рекол е и сексуалност или сексуалниот аспект на животот, сексуалните односи. Оти сигурно ќе се согласите, ова е период кога и тоа се осознава. Хормоналните промени значат и тоа? Апсолутно, хормоналните промени значат тоа, потоа градењето на својот идентитет, во тој дел влегува исто така и градење и на сексуален идентитет. Всушност, како конечен производ, треба младото лице да може да се одговори кој сум, каде сакам да стасам, каков сакам да бидам и така натаму. Кога ќе може да се даде да изгради свој стил, свој систем на вредности, кога ќе може да се даде одговор на овие прашања, всушност велиме дека има тука некаде својот идентитет го има изградено и во тој контекст и сексуалниот идентитет. Би се вратиле на овој аспект, се извинувам, имаме некого на линија. Повелете, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте, господјо, во Фактор здравје, во нашата јубилејна 900-та емисија. Ве слушаме. Да ви е среќен роден денот. Ви благодарам. Прекрасна емисија, а особено изборот на гостина, кој што научивме многу од незините излагања до сега. Меѓутоа би сакала да поставам едно прашање лично во нашето семејство. После една голема трагедија семена, адолесцент почнува невообичаено да се однесува. Значи, се бунтува, никого не слуша, дома не доаѓа, нели сите оние знаци што ги кажа до сега докторката. Добро. Да ни се нешто кажа, би сакала и лично да ни каже. Да поздравувам и секогаш ќе го следиме. Да, ви благодарам, господјо, за вашата поддршка. Кога имаме ваква публика, илјадарката не ни е далеко како јубилеј кој што оваа пролет или следната 2016 треба да ја достигнеме. Предпоставувам дека го слушнавте прашањето. Би сакал да предложам уште едно јавување да слушнеме и ќе одговори господја Васков на двете јавувања. Добар ден, повелете и до вас. Ало, добар ден, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден. Среќен ден на вас и на вашата гостинка. Едно благодарам, господјо. Ова повелете со вашето прашање. Вака, да. Зашто јас сум жена у години. Имам околу 6. Добро. Ало, дали ме слушате? Вака. Да. Чека да исклучам јас на нова. Да. Директно во слушалка зборувајте, поедноставно е. Зашто луѓето се делат на паметни многу или на будали многу се делат. Само тоа сакам да знам. Некој треба да го сослушаш како човек, а некој да, ако ти почнеш, они те игнорираат како да не постоиш кај ништо за нив. Точно како да си малумно. Толку од мене, сакам да ми одговори зашто така луѓето прават. Благодарам, господи, за вашето прашање. Господјо Васков, бирајте вие на кого прво сакате. Еве јас на првата гледачка што се јави. Промените во однесувањето што ги спомена се типични. Ништо необично, ништо спектакуларно, ништо страшно. Значи, само сакам тука да нагласам, малку да демистифицираме. Пубертет, адолесценција, промени не е нешто што ни се случува само нам, само на нашето дете и само во нашето семејство. Карактеристични се. Она што се препорачува во семејствата каде што има лица кои што минуваат низ вакви фази е
има прво правило кое што важи, тоа е да се наоружаат семејствата со високо ниво на толеранција. Значи, високо ниво на трпеливост, прагот да го подигнат, точно. Со својот адолесцент да ги постават границите и да се однесуваат секако и адолесцентот, меѓутоа и останатите членови во склад со тие ново поставени граници и комуникација. Суштината е комуникација. Се додека во семејството се задржува добрата комуникација, прилично сум убедена дека проблемите можат да се надминат и ќе бидат надминати. Тоа е нешто што е од клучно значење. Што се однесува до втората гледачка, зошто се делат на паметни и будали, како што кажа, јас не би можела да одговорам зошто се делат, бидејќи сметам дека индивидуално сигурно тоа како подобра во принцип јас не мислам дека е тоа коректно. Според мене не постои таа категорија кои се паметни, тоа е релативно, или кои се будали. Прво ми звучи навредливо сето тоа многу. Друго, не мислам дека постојат паметни или будали како, не знам, апсолутна димензија. Она што за вас ке кажете за некој паметен, можеби јас сметам нешто друго и така натаму, или пак за будала. Доколку станува збор како коефициент на интелигенција, така можеме да зборуваме, па некој има повисок коефициент и како таков може да стекне повеќе вештини, некој има понизок коефициент на интелигенција и како таков може помалку да стекне вештини, но тоа повторно нема никаква врска со среќата на единката. И тој што има повисок коефициент, ако е деструктивен, многу помалку во животот ќе употреби, да кажам, од тие вештини што му се дадени, а оној пак што има помали вештини, токму во тие рамки ќе си ги насочи и своите потреби и своето понатамошно, нели, действување, и тоа не е никаква пречка тоа лице да биде среќно. Да го слушнеме и третото јавување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден и до вас, господјо, ве слушаме. Повелете се. Сакав да прашам, девојчето мое има 8 години и се однесува малку раздражливо, емотивна е премногу. Има некои промени, да речам, како да е влегла во пубертет, и се сакав да прашам дали е возможно од 8 години, значи, таа да почне да влегува во пубертет. Замислена е, значи, многу е во однос на претходниот месец, да речам, овај месец е така почнати такви некои промени. Благодарам за прашањето. Како што кажав, значи јас споменав дека пубертетот почнува од 10 години, меѓутоа тоа затоа реков гледачите тоа да го границата е релативна. Во секој случај не сакам да кажам дека е невозможно. И пубертетот има некои фази кои што му претходат исто така. Промени во однесувањето се возможни. Што треба гледачката? Значи да поврзе дали евентуално има, дали се случуваат и промени на друг план, не само во однесувањето, од типот дали има менструален циклус девојчето, и таа граница сега е многу се поместува, да. Значи има и повеќе други чинители што би требало да се земат предвид да одговориме дали е во пубертет или не. Инаку такви промени во расположението, во плюс, па нагло во минус, се многу карактеристични. Бунтовноста е многу карактеристична, тенденција кон повлекување, особено кај девојчињата, вовлегување на еден свет исполнет со фантазии, е исто така типична промена. И само исто да споменам што не кажав, кај девојчињата се оди малку побргу. Во просек, грубо, момчињата, да не ве навредам, доцнат од прилика околу 2 години зад девојчињата. Но повторно е ова многу индивидуално. Ова е само што вели науката грубо. Воопшто... Не значи дека сме будали во контекст на гледачка. Секако дека не. Секако дека не. Благодарам и за овој одговор. Имаме уште едно јавување. Добре дојдовте и вие, повелете. Добар ден. Добар ден, господјо. Одлично и вас ве слушаме. Да, во Фактор здравје сте. Да прашам една состојба, ако би била толку љубезна докторката да ме објасни. Например, кога во семејство очигледно се гледа дека има дека има проблем. И за тој проблем една особа од семејството ставно настојува да се седни, да се разговара. Јас велам, најмалку 6 столчина сте на масата. Меѓутоа другите сите избегаваат. Која е причината за таквото избегавање? Благодарам за прашање. По-суштински, јас сум размислувала, меѓутоа би сакала да го слушнам од
господата. Дали ова доволно за Прво сакам да поздравам тенденцијата и обидот да се разговара во едно семејство. Уште едно јавување може да го слушнеме и ќе одговорите и на двете јавувања. Добар ден и до вас. Дали се уште сте на линија? Ало, добар ден. Добар ден, господине. Добар ден. Повелете и вие сте добро дојден во Фактор здравје, го слушаме прашањето. Говорете, значи самиот наслов се работи за психолошки промени кај адолесценти. Точно. А како може малце во врска со темата, ама се работи за промена на расположението кај возрастни луѓе. Значи го гледаме де како што треба, па постои од смеење во плачење, па во расправија. Ке добиете совет од гостинката, благодарам за вашето јавување, иако не е во контекст на темата, сепак нешто ќе споделите како лично искуство. Повелете. Прво да одговорам на господјата што се јави на првото прашање, поврзано со тенденцијата да се разговара во едно семејство. Според мене, тој е клучниот фактор. За да се задржи една хармонија во семејните односи, разговорот е клучен. Се додека го имаме, не постои проблем кој што не може да биде решен. И јас сум од тие луѓе што веруваат дека не постои проблем кој нема решение, само треба да се трага. Зошто некои луѓе не сакаат да разговараат, има многу причини. Она што јас можам да споменам како поопшти причини, некогаш станува збор за несигурност. Некогаш станува збор за тоа што разговорот може да открие, бидејќи секој разговор подразбира нешто добивам, нели, нешто другиот ми кажува, но нешто и јас треба да дадам. Што тука може да се открие? Некогаш пак станува збор за непостоење на вештина да се зборува, да се разговара. Некои луѓе едноставно во семејството не го негуваат тоа како начин на однесување и тоа е способност, вештина. Ако не се негувала, едноставно кај некои луѓе не е развиена. Можеме да им помогнеме преку својот пример да им покажеме како тоа се прави. Така што, ако случајно гледачката смета дека е тоа во прашање, јас само би ја упатила во насока на тоа да ги научи луѓето во својата околина на вештина на комуникација. Тоа некогаш е многу едноставно за некои луѓе што го живееле тоа, што е дел од нивниот животен стил, но за некои други пак е многу сложено, дури и непремостливо. И кратко само за господинот, бидејќи не е тоа тема на разговор. Така, тие промени во расположение, значи сега овде зборуваме за едни промени во расположение кои што се поврзани со период на адолесценција и велиме дека се карактеристични, типични, не дека не треба да се канализираат, секако треба, но не треба да им се придава значење повеќе од тоа што го имаат. Но доколку станува збор за промени во расположение во поодмината фаза, тогаш веќе можат многу работи да дојдат предвид. Секој случај, ако станува збор за нешто поспецифично, може би е момент да побараат стручна помош зошто тоа се случува, бидејќи ништо во нашето однесување не е случајно. И кај тој човек, односно кај тоа лице, кај кое што се случуваат тие промени во расположение, сигурно има причини зошто е тоа така. Некогаш причините може да лежат во некаква органска природа, а некогаш имаат само исклучиво психолошка позадина. Доколку е нешто со што семејството дома не може да се справи, јас би им препорачала да побараат стручна помош. И да се вратиме уште на оној аспект во однос на сексуалноста и животот кај адолесцентите, преку неколку примери може би од вашата пракса во когниција, најде да го слушнеме и ова јавување и верувам ќе имаме време да одговорите на моето прашање. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, господјо. Поздрав до емисијата и до докторката и честитки за вашиот јубилеј 900. Ви благодарам, господјо. Повелете, имате ли прашање? Најпрво, јас како возрастна жена сум пријатно изненадена од ова што е слушна докторката дека почнале по училиштата да одат. Јас знам дека сите ние сме поминале низ тој период, меѓутоа, покрај домашните услови, каде што сите сме ние различити во комуникација, срамежливост, знаење и така, мислам дека голем успех би постигнале кога стручни лица, како што е почитуваната докторка, повеќе би се инволвирале во процеси на децата во основно школо, каде што да најдат начин како да допрат до децата, дали тоа ќе биде писмено, гледам да имате тука флаери, слики, во разговор, во договарање,
отворено или во било која форма, да децата си ги отворат душите, тие млади невини деца кои се бараат себе си, а им треба стручна помош. Да, ви благодарам за вашата... И мислам дека тој секор многу значи. Да. Благодарам, мислиме. Благодарам за вашата сугестија во контекст на оно што го зборувавме. Така, да, би се надоврзала. Навистина, тоа е неверојатно колку дечињата покажа интерес за оваа тема. Како што споменав, сите беа информирани што на физички план се случува. Меѓутоа, беа неверојатен интерес беше покажан кога стануваше збор токму за овие промени. Голем дел од нив се најдоа себе си, или своето однесување, или однесувањето кон останатите соученици, може да го објаснат зошто е тоа така. И нешто што во контекст на ова што го кажа гледачката, исто така и јас сакам да го поздравам, што ми остави впечаток, откако целата таа презентација беше завршена. За жал, ова мое присуство во училиште беше на иницијатива на класниот раководител, а не е системски организирано. Велам за жал, зашто не е системски поддржано. Инаку, апсолутно поздрав до идејата. Имаше голем број од дечињата кои што имаа многу дилеми, многу прашања, се срамеа да ги постават. И на крај, кога им беа дадени ливчиња анонимно да си ги запишат прашањата, тие многу спонтано ги запиша. Па имаше прашања, например, во контекст на сексуалноста, беа пребоени најголем дел од нив. Едно момче, се сеќавам, имаше прашање зошто ми се случува ерекција, со една конотација дека е тоа нешто што го збунува, тука некаде го вознемирува, го плаши. Зошто? Затоа што никој не му кажал дека е тоа вообичаено за тој возрастен период. И не го упатил дека нема ништо страшно во тоа. И повторно ги враќам на комуникацијата дома, значи да се зборува со дечињата за тоа, да бидат подготвени, да знаат дека ништо во нивното однесување не е страшно, да не се негува срам, да не се негува стигма околу некој прашање. Или некој табуа, отворено. Апсолутно, и околу ова што велите околу сексуалноста, тоа е период кога една, така да ја наречам, бенигна еротска привлечност, предходна, сега веќе е насочена кон одреден субјект. Тука се јавува и првата љубов. Малигнизира, би рекле. Па да не бидеме страшни, ајде. Да не звучи страшно, меѓутоа е нешто природно, нормално, кое треба да го доживеат и треба да биде позитивно искуство. И да уживаат во тоа, како дел од животот. Ево, ова нека ни биде повод во 2016-та, може би оваа тема да ја насочиме кон гледачите, бидејќи не успеавме многу да зборуваме. Ви посакувам среќна и успешна 2016-та на приватен и професионален план и нашата соработка да продолжи понатаму. Апсолутно ви благодарам, а вам ви посакувам илјадите емисија. Да, тоа и наскоро ќе се случи. Да, ви благодарам уште еднаш. Магистер Тина Васков, клинички невропсихолог, можете да ја најдете и да закажете термина 076-350-820, а нашиот заеднички термин, нашето ново рандеву или средба, ви го закажувам веќе утре во исто време и на исто место. До тогаш, убав ден.